Здраво и добродојдовте во уште едно видео каде што ќе збориме за ферментатори. Што е ферментатор? Тоа е сад кој го користиме за култивирање на микроорганизам од интерес. И во овие садови ние можеме да одржуваме одредено pH, одредена температура, одредено количество на кислород и многу други хемиско-физички фактори и при тоа обезбедувајќи оптимална средина за раст и развој на дадениот микроорганизам. Исто така, при тоа не сакаме да имаме контаминација со други микроорганизми. Односно, сакаме да спречиме контаминација, што овие садови ни го овозможуваат. Во ред. Сега во хемијата и физиката, кога имаш некој сад, каде што се одвиваат различни хемиски или физички реакции, се нарекува реактор. Така, значи имаме хемиски реактор, имаме физички реактор, основно, например се слушнале нуклеарен реактор и така натаму. Аналогно на тоа, ние во биологијата, ферментаторите, некогаш ги нарекуваме и биореактори. Значи, некогаш во некоја литература може да се наречат биореактори наместо ферментатори. И овие ферментатори доаѓаат во најразлични големини, така, значи можеме да имаме големи ферментатори кои можат да соберат дури и до 500 литри, така, значи волумен. Можеме да имаме некои реактори кои што собираат 20 литри волумен. Во ред. И генерално во овие ферментатори културите се култивираат субмерзно, односно потопени во раствор. Значи, овие ферментатори главно се наполнети со раствор во кој се наоѓаат дадените култури. И иако викаме дека ферментаторот е 500 литри, скоро никогаш не е наполнет тој до крај. Така, значи, обично е наполнет околу 75% од својот волумен, додека 25% се гасови. Вред? Значи, зависно кои гасови им требаат на микроорганизмите, со тие гасови се полни ферментаторот, или пак некоја се стават некои инертни гасови колку да се пополни просторот. Постојат и ферментатори кои што користат цврст супстрат, али тие се многу поретки и генерално нема да збориме за нив. Значи, генерално ќе збориме за овие субмерзни така ферментатори. Инаку постојат и други карактеристики спрема кои можеме да направиме поделба на различни ферментатори. Така, значи, каква е конструкцијата, дали е голем, дали е мал, од какви материјали е изграден, дали треба да е аеробен, анаеробен, дали е семиконтинуиран или континуиран и така натаму. Значи, постојат повеќе фактори врз кои можеме да направиме поделба на различните ферментатори. И генерално можат да бидат и доста комплексни, ние нормално нема да навлегуваме во многу детали, но како што можете да видите овдека десно сликава, значи треба да има место каде што влегува, например, пареа, каде што го ставаш инокулумот, така, значи микроорганизмот, треба да има место каде што ќе излегува воздух, треба да има место каде што ќе можеш да го гледаш, така, значи има како стакленце каде што ќе може да влегува светлина, треба да има место каде што излегува вода и така натаму и така натаму. Значи, треба да има многу вентили каде што некои носат материјали, некои изнесува. Треба ќе спомнеме некои од основните работи кои треба да ги поседува еден ферментатор. Како што видовме претходно, има многу цевки кои се доводни, многу цевки кои се одводни и овие се некои од основните. Значи, треба да има довод на вода, така, или пак спремен раствор кој го користи дадениот микроорганизам. Треба да има место од каде што ќе се додава инокулум, така, од каде што ќе се додават микроорганизми. Треба да има место од каде што ќе може да се зима примероци со цел да се пази процесот постепено. Треба да има место од каде што ќе може да излезат гасовите кои ќе се формираат, бидејќи ние додаваме вода, дел од таа вода испарува, така, значи ќе мора да искочи заедно со други гасови кои се добиваат, така, различни азотни, сулфурни, фосфорни гасови и така натаму. Мора да има мешалка, така, значи агитатор кој постојано ќе го меша растворот за се да остане суспендирано и добро измешано, да не отиде се на дното па да почне се таложи. Треба да имаме некогаш и присилна аерација, да речеме ако мешалката не може доволно да постигне аерација, например на дадениот микроорганизам му треба повеќе кислород, во тој случај имаме нешто што се нарекува спаргер, кој што едноставно е како црево кое дува воздух внатре во растворот, најчесто некаде доле се наоѓа.
треба да има систем кој ќе овозможува загревање или ладење на ферментаторот. Тоа некогаш се постигнува и општо со вода, бидејќи овие ферментатори често имаат дупли ѕидови, така што вода може тука да помине и да го лади ако е потребно. И помодерните ферментатори имаат сензори кои се наоѓаат внатре во ферментаторот, кои детектираат најразлични промени. Така, значи детектираат промени во pH, во температура, во колку има растворен кислород, некои хемиски отпадни материи и така натаму, и праќаат сигнали, така, значи информација до компјутер, каде што си има посебен софтвер кој си регулира се. Така, значи ако има повеќе од ова, додади тоа. Ако има помалку од ова, додади тоа и така натаму. Но иако ова всушност може да се прави и порано се правело рачно, така, значи имаш луѓе кои ги отчитуваат промените и знаат што треба да направат, така. Ама денеска многу од ова е автоматизирано, така што воопшто не мора човек да го пази, си има систем кој постојано го одржува ферментаторот. И генерално, пред да се купи ферментатор, бидејќи е многу скап, треба да се знае за што ги се користи, бидејќи како што спомнав постојано голем број на различни ферментатори кои се користат за на различни цели. Така, бидејќи еднаш кога ќе се постави, тој после е прилично ригиден, не можеш да го мрдаш каде сакаш. Значи треба убаво да се испланира кај ќе стојат ферментаторите, за што ќе се користат, и многу индустрии често купуваат ферментатори за генерална употреба, кои што можат да бидат пренаменети за најразлични потреби. Така што ако некогаш индустријата сака да смени правец, сака да почне што друго да произведува, ќе може да го користи истиот ферментатор. Сега, не секогаш мора да се користат затворени челични ферментатори. Во минатото, па и ден денес, се користат и отворени ферментатори кои можат да бидат изградени од дрво, од бетон, па и од челик, али отворен. Во индустриите каде што се користат овие отворени ферментатори, се користат бидејќи контаминацијата не е проблем. Односно, или произведуваат некој продукт, некоја суровина која не мора да има некој многу висок квалитет, која најчесто не се користи на луѓе, него се користи во некоја друга индустрија за производство нешто друго, кое не за сега луѓе. Во тој случај можеме да имаме контаминанти и не е некој проблем. Или пак другиот случај е каде што микроорганизмот кој ни е од интерес, така кој се наоѓа вдека во ферментаторов, расте така во некоја средина која е прилично екстремна, така например многу кисела средина, така што не постојат голем број на микроорганизми кои би можеле да го контаминираат ферментаторот. Бидејќи најголем дел од микроорганизмите не можат да живеат во таа кисела средина, така што иако е отворено, нема да дојде на некоја страшна контаминација. Но, ако се користат микроорганизми за производство на некои продукти кои ќе бидат користени од страна на луѓето, да речеме антибиотици, инсулин или некои други фармацевски продукти, кои се користат во релативно мали количини и се ефективни, во тој случај мора да имаме стерилни ферментатори. Во ред, значи мора да бидат затворени, мора да има само еден микроорганизам, не смее да има контаминација, мора да е од нераѓосувачки челик, бидејќи во голем дел од овие ферментации се создаваат и многу интермедиерни продукти, да речеме лимонска киселина или нешто, која со тек на време ќе го разјаде ѕидот, така, и ќе почне парчиња железо, така, да влегува на растворот, и тоа делува инхибиторно врз микроорганизмите, така, значи не кеш парчиња железо да им пречат. Поради тоа мора да е од нераѓосувачки челик и да е обложено со специјални coatings, така како слоеви, кои што ќе спречат разјадување на челикот. Во ред? Значи сега генерално збориме за овие кои се затворени, така ќе нацртам еден затворен, така значи вака ферментатор. И овие затворените, како што спомнав, мораат да имаат посебно обложување кое е најчесто од некои полимери на пластика или на стакло, кои ќе спречат разјадување на нераѓосувачкиот челик, што би можело да пречи во процесот на култивирање. Сега, исто така треба да се напомене дека како што спомнавме, во сите ферментатори влегуваат и излегуваат голем број цевки, и овие цевки мораат да бидат многу добро заварени. Океј? Значи не смее да има мали џебови во кои би можеле да се скријат бактерии.
Океј, или други микроорганизми, или некои фунги, кваси, како и да е. Значи не смее да има џебови, бидејќи да речеме имаш овдека некој дел, некоја цевка која што не е добро заварена, така што овде има како мал џеб. Така и во тој џеб сега се скрие некоја бактерија од првата ферментација. Например, имаш прва ферментација, имаш некои портокалови бактерии, океј, си го добил тоа што сакаш, али некои бактерии останале тука. И сега го измиеш целото ова, го стерилизираш и почнаш да користиш повторно, али сега со некоја друга бактерија, некој друг микроорганизам, некој зелен. Па сега овие овдека зашто се скриле во џебот, ќе ти го контаминираат ферментаторот. Поради тоа, сите делови каде што доаѓаат во контакт, така енергисувачкиот челик, мора да бидат супер добро заварени, така што нема никакви џебови, мора да биде ко мазна површината од внатре. Сега ќе говориме за аерација. Кислородот е еден од најбитните фактори за раст и развој на аеробни микроорганизми. Дел од овие аеробни микроорганизми се многу осетливи на промени на концентрацијата на растворен кислород, додека некои не се толку осетливи. Сега, имаме ние гасови, така во еден дел од ферментаторот, како што спомнав претходно, тој не е 100% наполнет со раствор, но кислородот кој може би се наоѓа во овие овдека гасови, не може така лесно да се раствори, така да се раствори внатре во растворот. Бидејќи растворливоста на кислородот многу зависи од температурата. И генерално при повисока температура имаме пониска растворливост. Така што за да добиеме некоја многу повисок процент на растворливост, треба прилично многу да се снижи температурата, што не е секогаш изводливо. Затоа се користи присилна аерација, нели претходно што го спомнавме, имаме како цевки кои ќе направиме дека доаѓа од доле вака, каде што со помош на пумпа се носи кислород до растворот и тој искача во форма на меури, така. Тие меури поминуваат, дел се раствараат, со тек на време нели ќе искочат надвори, ќе влезат во горниот дел од комината, така, и после тука има еден вентил каде што ќе искочи гасот и постојано нели се врти тоа. Сега, не може да користиме кој било воздух, така, значи не може ова пумпава да го земе воздухот од собата, така, значи од фабриката, и тој воздух да го земе и да го стави нели во раствор, бидејќи не е стерилен воздухот. Воздухот каде што еве ти сега седиш е полн со спори од габи, има некои бактерии кои се аеробни, вируси и така натаму. Значи не можеме да го користиме само така воздухот, тој први мора да се стерилизира. Во ред, што може да одземе доста енергија, некогаш доста пари да кошта, го стерилизираш воздухот, па нели да го впуштиш во ферментаторот. Сега, освен тоа, овдека кај што влегува воздухот, така во комината, има како филтер кој има одредени отвори. Така, значи ако би зумирале на овој тука дел, би виделе дека отворот, значи ова е отворот, има како мали отвори, така дупчиња, и овие дупчиња сакаме да бидат што помали. Сега треба да се направи кој баланс, зошто? Бидејќи ако се помали дупчињава, кога доаѓа воздухот, ќе направи помали меури на воздух, така? Значи помали меури. Ако има помали меури, тие имаат поголема допирна површина, поради тоа поголем дел од воздухот ќе се раствори. Океј, значи што се помали отворите овдека, поголем процент на воздух ќе се раствори, бидејќи меурите се помали. Значи тоа е хемија. Во ред, но има еден проблем. Ако се помали отворите, во тој случај пумпата треба да биде многу посилна за да може да го истурка воздухот низ тие помали отвори. Во ред, значи многу е потешко да помине воздухот низ помали отвори и поради тоа пумпата треба да работи посилно. Ако работи посилно, ќе троши повеќе струја. Во ред. И затоа треба да се направи некој баланс. Колку сакаш да бидат мали отворите, спрема тоа колку струја нели ќе трошиш. Што се помали отворите, ќе имаш поголем процент на растворливост, така значи поголем процент на кислород ќе се раствори, али исто така ќе трошиш и повеќе струја. И треба да се направи некој баланс, што е поисплатливо, дадено, така зависи
во која земја се наоѓаш, колку е скапа струјата, колку всушност ти треба за ситоност, какви микроорганизми користиш и така натаму. Значи тоа е еден начин. Друг начин на кој може да се постигне поголема растворливост на кислородот во растворот е преку мешање. И мешањето има и други бенефити. Значи се става како мешалка која главно доаѓа од горе, има пропелери. И сега зависно различни мешалки имаат различни пропелери, различно се направени, некои може да имаат како повеќе делови, така значи искачаат повеќе делови и така натаму. Значи постојат различни видови на мешалки, но целта е иста. Значи се врти и го меша растворот. Сега, зошто тоа се прави? Бидејќи ако се меша, многу по-лесно може да се раствори кислородот и многу по-добро ќе се растворат сите химски материи кои се наоѓаат во тој раствор. Исто микроорганизмите нема да таложат на дното. Бидејќи ако го оставиш така долго време, голем дел од микроорганизми ќе се сталожат на дното и ќе формираат анаеробни услови. Океј, голем дел ќе се прилепат на зидовите и едноставно тоа не е добро. Така, значи не сакаме се да се прилепи на садот, него сакаме да остане суспендирано во медиумот. И поради тоа имаме мешалка која постојано го меша, така врти. И овдека повторно треба да се знае каква мешалка треба, колку струја треба да се искористи за мешање, колку е потребно и така натаму. Во однос на наблюдување и контрола на ферментаторите, внатре во комината има сензори кои детектираат промена во одредени параметри. Например, некои сензори детектираат промена во pH, некои промена во концентрација на растворен кислород, во промена на принос на клеточна маса, концентрацијата на некој супстрат, температурата, концентрација на амоњак, нитрати, нитрити, фосфати и така натаму. Сите овие информации во модерните ферментатори се праќаат до компјутер, PC, каде што одреден софтвер додава, така, значи одредени соединенија, активира одредени делови од ферментаторот, така што да ги регулира дадените параметри, нели, во одреден опсег. Така што, на пример, ако почне да опаѓа pH, така значи станува покисела средината, почнува да додава повеќе амоњак, некои протеини, некои базни протеини. Ако почне да се зголемува pH, односно станува по-базно, во тој случај почнува да додава органски киселини. Океј. Ако нема доволно растворен кислород, така кој што треба да биде околу 20 до 30% инаку, во тој случај може да се забрза агитацијата, односно мешањето, аерацијата со помош на пумпата, или пак да се намали, ако има премногу. Зависно, нормално, кој микроорганизам го имаме, се е тоа веќе пресметано. Многу често во процесот на ферментација се зголемува многу температурата, така што се употребува ладна вода, која иде помеѓу дуплите зидови најчесто на ферментаторот и го лади садот. Вред, и на тој начин се контролира температурата. При многу ферментации се создава пена, која може да биде многу негативно да влијае, и затоа се додаваат антипенушевци, да, така се нарекуваат, и тоа се соединенија кои ја намалуваат пењата. Сега, тие најчесто влијаат негативно врз растот на микроорганизмите, но се регулира колку пења да имаме, колку да додадеме и така натаму. Исто така се додаваат некои суровини, така например се потрошат јаглехидрати кои се потребни за растот на микроорганизмот, ќе ги додадеш нови јаглехидрати. Океј. Значи ова, како што реков, денеска е автоматизирано, но во голем дел од ферментациите не е потребно постојано наблюдување у смисол таму човек да седи 24 часа, него на некој даден временски период треба да се увидат сите параметри па да се направи промена, например на 1 час. Така. И може ова да се прави од луѓе, кај некои не толку комплексни ферментации. Нормално ако го прави човек, приносот нема да биде исти како што би бил ако би го правила машина. Така, значи човек нема да биде толку успешен, би ги треба човекот постојано да пази, па не е секогаш сигурно колку треба да се додаде од нешто, додека компјутерот тоа се може да го автоматизира и да го оптимизира, така што ќе биде многу по-ефикасно. Ќе добиеме поголем принос, помалку загуба на ресурси, бидејќи ќе знае точно колку. Сега ќе говориме за контаминација и стерилност. Генерално сакаме да избегнеме контаминација, особено при производство на некои фармацевски производи, бидејќи тие ќе бидат користени од страна на луѓе. А ако имаш контаминација, значи имаш некој друг непожелен микроорганизам,
тој може да создава некои молекули кои можеби делуваат штетно на луѓето, односно ни се непожелни. Генерално можеме да речеме дека контаминацијата ни го намалува квалитетот и приносот на продуктот од кој сакаме да го добиеме. Во ред, затоа се има тенденција се да е стерилно. Во ред, значи водата која се користи за производство на медиумот и за ладење, добро, за ладење не мора да е стерилна, али добро би било да е чиста. Суровините кои ќе се користат за производство на медиум, самиот медиум, садот во кој се одвива ферментацијата, алатките кои се користат за најразлични манипулации и така натаму. Сега, пред да преминеме на тоа како се ова се стерилизира, да спомнеме дека постојат исклучоци. Вред, значи во некои индустрии каде што ферментацијата се одвива во некои екстремни услови, така дали многу кисела средина или многу базна, или пак во производство на алкохол, или каде што имаме многу висока температура, во такви средини многу мал број на микроорганизми може да живеат, така што контаминација не се случува многу често, значи не мора да се пази до толку. И најчесто тие даваат некој продукт кој не се користи од страна на луѓето, или пак се преработува понатаму повторно, така што ќе се отстранат некои непожелни микроорганизми. Сега, како се ова се стерилизира? Водата, да, може да се врие, така во автоклав да се стерилизира, но може да се додаде исто така и хлор, да се убијат голем дел од микроорганизмите. Може да се користат и филтри, низ кои ќе се изфилтрира водата, може да се користи UV за да се стерилизира водата. Значи постојат повеќе начини. Суровините кои ќе се користат за производство на медиум или кои ќе се додаваат понатаму во текот на ферментацијата, исто така треба да бидат стерилни. И ова може да се прави со автоклавирање, исто така и медиумот може да се автоклавира. Не секогаш, бидејќи автоклавирањето е всушност стерилизација со водена пареа, која е под притисок со цел да има повисока температура. Бидејќи водата ти можеш да загрееш само до 100 степени, али ако го зголемиш притисокот, можеш да загрееш и повеќе. Сега, вода на 121 степен, односно водна пареа, во текот 15 минути е доволна за да стерилизира се. Односно се убијат спорите и од најтерморезистентните бактерии. Но не можеш секогаш тоа да го правиш, зошто? Бидејќи во медиумот често имаш некои молекули кои се термолабилни. Така што ако потребиш висока температура, они ќе се деградираат и после тој медиум ти не можеш да го користиш за култивирање на микроорганизми, така го променил хемискиот состав. Значи голем број молекули се термолабилни и некои други ќе почнат да реагираат помеѓу себе и ќе се направи каша попара. Затоа понекогаш се употребува многу висока температура, значи не 120, многу повисоко, али за многу краток временски период. Океј? Или пак се употребува многу пониска температура, али долг временски период, што многу често го кочи процесот на ферментација на производство. Например, ти ако потребуваш температура од 40 степени во рок од 3 сата, тоа е многу долго време само за стерилизација. Но може да се употребуваат и двата начина. Во ред, исто така медиумот може да се стерилизира со помош на филтри, како и водата. Океј, значи филтрите најчесто имаат пори од 0,2 микрона до 0,0002 микрона. Исто филтри може да се користат за стерилизација на воздух, овдека него запишав. Значи и воздух исто така треба да биде стерилен, или тој преска спомнавме, тој што идеше од оздоле за аерација, мора да биде стерилен и за него многу често се користат филтри за да се стерилизира или пак топла пареа. Садот во кој ќе се одвива ферментацијата, нормално ферментаторот треба да биде стерилен. И ова повторно може да се прави со топла пареа или се употребува некои хемиски агенции, но потоа треба убаво да се измие се тоа при самиот процес на миење, повторно може да контаминираме, така да и тука има некои проблеми кои на кои можеме да наидеме. Инаку сите спојки, сите цевки кои излегуваат од ферментаторот мора да и бидат убаво да диктуваат, значи не сме никаков воздух да влегува, никаква контаминација не сме од таму да се случи. Претходно, како што спомнавме, мора се убаво да биде заварено, да нема никакви џебови, каде што би можеле да се задржат микроорганизми.
А латките тие можат да идат на сува стерилизација буквално во печка, како во релна си ги ставил и ќе се испечат, ќе се изгладат и стерилни се. Но исто така мора и целиот персонал да пази, така значи ќе се носат онакви кеси за глава, на нозете, во посебни скафандери, да биде се чисто околу, колку толку да се превенира контаминација. Бидејќи некогаш контаминацијата може да биде многу штетна по производството од економска гледна точка. Например, контаминација со бактериофаги, кои се вируси за бактерии, кои многу често можат да поминат низ филтриве, нели, кои зборавме, нели, рековме дека воздухот која доаѓа, исто така се филтрира, се прочистува користејќи филтри. По овие филтри, ако воздухот внатре во фабриката е влажен, така например при лето или нешто некоја влажна клима е изградена фабриката и воздухот е влажен. Ако е влажен воздухот, некои од бактериофагите можат да поминат низ филтерот. А ако поминат и се специфични за микроорганизмот кој го користиш, може целиот процес, така значи целата ферментација во целиот ферментатор да се прекине за неколку сати. Значи се да испоумре за неколку сати. И тоа ќе биде огромна загуба на пари, така, значи ќе се изгуби целиот медиум, се ќе треба одпоново да се чисти, прави и така натаму. Значи треба многу да се внимава на стерилноста и да не дојде до контаминација. Нормално не секоја контаминација е толку брзо действува како со вирусите и затоа постојано треба да се прават проверки, така што има одредени цевки, така значи вентили низ кои излегува дел од медиумот, нормално стерилно дека се затвора убаво, треба се убаво да диктува, така што постојано се тестира, така да речеме секој ден се зема по една проба и се тестира да се види дали има контаминација и да се прекине пред таа контаминација да го уништи целиот продукт. Инаку претходно не спомнав дека температурата може да се снижи на друг начин, односно со испуштање на пареа. Значи со испуштање на пареа се снижува температурата во ферментаторот. Инаку оваа вода, односно ладна вода која се користи за регулирање на температурата, спомнав дека може да поминува помеѓу дуплите ѕидови, така, на ферментаторот. Некои ферментатори имаат дупли ѕидови и тука може да се наоѓа водата. Кај некои ферментатори таа може да поминува низ цевки кои се наоѓаат внатре во ферментаторот, значи има цевки кои да вака кружно и водата поминува тука и ја регулира температурата, или пак ако имаме мал ферментатор, може тој целиот да биде потопен во некој поголем сад, значи како када, во која ќе има така вода со одредена температура. Во ред, сега ќе говориме за пена. Како што видовме до сега, во ферментаторот мораме да имаме мешалка, така значи агитатор кој ќе меша. Исто така моравме да имаме и присилна аерација, односно воздух доаѓаше од долната страна, стерилен воздух. И при се ова, во комбинација со сите органски молекули кои се наоѓаат во ферментаторот, се создава пена. Пената во некои индустрии е пожелна, така значи особено во пиварската и во индустријата кај што се создава латекс, но генерално во најголем дел од индустриите пената е непожелна, односно лоша. Таа ќе се создаде, но ние треба да ја контролираме. Сега, зошто е лоша? Бидејќи го заробува дел од кислородот, значи останува во пената, ја зголемува шансата за контаминација понатаму, бидејќи дел од медиумот и микроорганизмите ќе се полепат горе на ферментаторот, го намалува волуменот, односно потешко да се додаваат нов медиум, а дел од микроорганизмите се заробуваат во пената, значи они од растворот ќе преминат во пената или ќе бидат зафатени додека не се качуваат меурите воздух, така што дел од микроорганизмите сега може да се наоѓаат внатре во пената, а ако се наоѓаат таму, не контрибуираат за создавање на продуктот. Така, односно ќе имаме помал принос на посекуваниот продукт. А исто така се заробува и делот медиумот. Например, некои молекули кои се наоѓаат во медиумот преферираат да се наоѓаат во пената. Океј? И вакви се многу често протеините кои и се едни од главните предизвикувачи на пена,
некои видови на смоли, декстрини и така натаму. Значи има голем број на молекули кои повеќе сакаат да се наоѓаат во пена. Но ако тоа се случи, да речеме тука се наоѓаат протеините, тоа значи дека ќе ги нема толку многу во растворот, што може да влие негативно врз микроорганизмите. Ајде, протеини може сами да направат, на кои имаме тука некои аминокиселини, но има голем број други молекули кои ако се наоѓаат во пената, а не се наоѓаат во растворот, ќе влие негативно на микроорганизмите кои се во растворот. Сега, пената има три различни видови на пена. Генерално може да ги поделиме на стабилни, нестабилни и течни. Нестабилните се тие кои самите се разложуваат по 20 секунди. Значи се формираат, се разложуваат и така натаму. Стабилни се тие кои се поштетни, бидејќи не се заминуваат сами по себе. Во ред. Течните не интересираат толку, тие се како вискозни мицелински маси кои се наоѓаат генерално внатре во растворот. Сега, од што се зависи дали ќе се предизвика пења, зависи од колку е аерацијата, така, од кој материјал е изградена комината, ферментаторот, како изграден, колку е са мазни дизовите и слично, со што е обложен, така нели рековме претходно дека треба да биде обложен за да не се разјаде челикот. Зависи од тоа кои микроорганизми ги имаме ставено. Некои микроорганизми продуцираат нуспродукти кои зголемуваат шанса за создавање пена, како некои сапонински соединенија. Во ред. Но најмногу зависи од медиумот. Зависно од медиумот, колку органски соединенија содржи, толку повеќе пења ќе се направи. Во ред. Најчесто протеините се одговорни за правење на пената. Сега, постојат 5 различни модели на распенување, каде што во првиот тип пената останува непроменета во текот на ферментацијата. И ова е обично се јавува кога имаме неоргански компоненти, бидејќи тие главно не предизвикуваат и толку пенење, него се има некоја константна вредност. Океј, значи останува релативно исто со текот на времето. Имаме втор тип на пена, каде што иде од доста високо до доста ниско стабилно ниво. Така, значи, гледате сега двојката, иде од доста високо до доста ниско. Вред, имаме трет тип, каде што првин ослабнува, а подоцна се зајачува, односно се подигнува нивото на пена, значи почнува послабо, па почнува после појако и се стабилизира. И во четвртиот тип, на почетокот во комината, има мала количина на стабилизатори на пена, кои подоцна се зголемуваат, а причината за тоа е автолизата на работниот мицелиум. Бидејќи дел од микроорганизмите ќе почне да умираат после некое време, така и они ќе почнат да ги ослободуваат своите молекули во растворот, а голем дел од тие молекули се протеини и некои молекули кои ќе стабилизираат пената, и поради тоа ќе почне да се зголемува нивото на пена. А некогаш овие понатаму почне повторно да се метаболизираат и да се намали пената, и тоа е петтиот модел. Ова дека само што е бележано со 4Ја. Значи ќе се зголеми, али тие молекули поради кои се зголемила ќе почнат да се метаболизираат и пак ќе се намали пената. Сега, најчесто во индустријата не е чисто еден вид на распенување, него е комбинација на различни. И ние со цел ова распенување да го спречиме, додаваме соединенија кои што може да бидат антипени или антипена. Значи антипени се соединенија кои се додаваат за да не се создаде пена, така значи пред да се создаде, се додава, така значи пред, додека антипена се додава од кога има веќе пена. Океј? Значи пени е за пред да се создаде, а пена е од кога ќе се создаде, значи после создавањето. И две многу често користени антипенјушеци се алкатегрет С и парафинско масло. Нормално, овие соединенија кои се додаваат не треба да влијаат негативно врз микроорганизмите, така значи не треба да го инхибираат нивниот раст, не треба да бидат метаболизирани од страна на микроорганизмите, треба да бидат стерилни за да не предизвикаат контаминација, не треба да влијаат врз различните молекули во медиумот, да не влијаат на кислородот и да бидат генерално ефтини и лесно достапни. Сега, од кога завршила ферментацијата, ти треба да го изолираш посекуваниот продукт.
Во фармацевската индустрија тоа е најчесто некоја молекула која може да се наоѓа надвор од микроорганизмот или внатре во микроорганизмот, а во многу други индустрии посекуваниот продукт е всушност изменетиот медиум. Така, например, при продукцијата на пиво, вино и слично, ти не изолираш една молекула, него изолираш целосно изменет медиум, каде што може би ќе отстраниш нешто од него. Зависно од тоа се употребуваат низа различни постапки и во тие постапки влегуваат филтрации, микрофилтрации, ултрафилтрации, концентрирање со испарување, различни центрифугирања, реверзна осмоза, кристализација со ладење, испарување, pH регулирање, дестилација, екстракција со растворувачи, хроматографија и многу други техники, така кои се во областа на хемија, односно биохемија, кои се употребуваат со цел добивање на посекуваниот крајен продукт, дали тоа е молекула или изменет медиум. И овој последен чекор е всушност 5 до 90% од вкупната цена на производството. Ако овдека се збори за производство на некој фармацевски продукт, некоја молекула која многу често се продуцира во многу мали количини, така нема многу од овие синиве пример, во многу мали количини. И ти сега треба целиот овој волумен да изолираш неколку молекули само. Океј, тоа ќе одземе многу пари, бидејќи треба да се направи многу прецизно изолирање и при тоа треба да биде многу чисто. Така, ти кога ќе ја добиеш таа молекула, сакаш само таа молекула. Не сакаш ти да има и други контаминанти. Поради тоа ќе кошта многу пари. А ако правиш некоја груба продукција, така например некои молекули кои ги има во изобилство, пример овие вака жолтиве, во тој случај не ти треба многу пари за да направиш некој прочистување, така? И ако не се користи за човекови цели, во тој случај не ни мора да биде многу чисто. Така, може да биде со, не знам, 80% чистота, 20% контаминанти. Не е некој голем проблем. Зависно од индустријата може да кошта многу или малку пари во однос на вкупната потрошувачка. Сега, тоа што ќе остане, не се фрла, најголем дел од тоа што останува може да се принамени за други индустрии. Така, например, ти овој медиум се изолирал само некои молекули, кои ќе се искористат во фармацевска индустрија, или остатокот можеш да го дадеш, например, во исхрана на стока, така, да биде како сточна храна. Или, односно, да го дадеш тој медиум на некоја друга индустрија која ќе го трансформира во сточна храна. Или во некои други индустрии. Секогаш може да се најде некоја примена на овие органски молекули, така што да не се фрла само онака за џабе. Ај, фрли го. Не, продај го на некој друг и ќе си земеш колку толку пари назад. Во ред, сега ќе говориме за различни типови на ферментатори и првично ќе ги разгледаме во однос на тоа дали има кислород или не, односно дали имаме аеробна ферментација или анаеробна ферментација. Во ред, генерално до сега во видеото говоревме за аеробни ферментатори, но интересно е дека истите ферментатори може да се употребат и за анаеробна ферментација. Само што ќе се направат некои измени. Прва промена е, например, не е потребна енергична аерација. Во ред, таа цевката, дали што идеше во аеробните ферментатори, која носеше со помош на пумпа стерилен воздух, не е потребно тоа да биде активно, така не е потребен воздух. Мешањето, сега повторно има мешање со цел дали да се суспендираат различни хранливи материи еднакво да се распределат, али нема цел за аерација. Во ред, медиумот кој се додава е топол со цел да помалку гасови да има растворено во него и се внесува од дното. Океј. Ферментаторот исполни што е можно повеќе со цел да нема воздушни џебови. Мислам, џебови каде што има кислород, нормално ќе има некаков воздух и многу често дури се полни со инертен газ, например како азотот. Азотот ќе биде искористен за правење на протеини, али тоа нема да им пречи на микроорганизмите. Исто може да се стават некои редокс соединенија кои ќе го користат кислородот за некои реакции, така што да не биде присутен. И најчесто кога збориме за анаеробна ферментација, тоа значи дека кислородот е токсичен. Не дека не е потребен кислород, него ако има кислород ќе ги убие микроорганизмите. Океј, тие микроорганизми не толерираат кислород. Иако некои процеси може да бидат микроаерофилни, каде што мала концентрација на содржина кислород не е толку штетна, но генерално треба да има тотално отсуство на кислород. И многу малку индустријски процеси се вакви анаеробни.
Значи генерално анаеробна ферментација имаме во продукцијата на ацетон бутанол од страна на Clostridium acetobutylicum или пак за формирање на токсини кои понатаму ќе се користат за правење на серум антитетаникум и тука се користи Clostridium tetani. Исто имаме и микроаерофилна анаеробна ферментација при производството на млечна киселина, али генерално како што спомнав во индустриите имаме аеробна, но многу ретко имаме и анаеробна. Некогаш може само еден дел од процесот да треба да е анаеробен, додека остатокот од процесот да е аеробен. Значи има и комбинации, не мора да биде стрикно само едно. Например, почнуваш со аеробни микроорганизми, па после ти требаат анаеробни, така што ќе го извадиш кислородот и се анаеробните ќе се развијат и они ќе го довршат процесот. Сега, во однос на производство, можеме да ги поделиме на сериски и континуирани. Мене преводот сериски не ми се допаѓа, затоа прем ќе го објаснам, па ќе сватите што е и ќе ви давам алтернативен превод. Сериска продукција е да имаш празен ферментатор, го наполниш со медиум, така значи ставиш и микроорганизми внатре, чекаш одредено време, така пазиш на сите параметри и ќе се добие посеканиот продукт, го празниш тој ферментатор и повторно имаш празен ферментатор. И направивме една серија. Значи тоа е една серија од почеток до крај. Или пак ја би го нарекол една тура. Така значи направил една тура од почеток до крај. И тоа е сериска ферментација, сериско производство, кое и до сега го разгледавме во ова видео. На англиски тоа го нарекуваат batch fermentation, значи прават една тура. Океј. Но имаме и континуирано производство, каде што во ферментаторот постојано додаваш свеж медиум, а постојано вадиш стар медиум. Во ред, каде што во стариот го имаш посакуваниот продукт, да речеме тоа дека се некои црвени молекули, така, значи ги имаш тука. Така што ти никогаш не го прекинуваш процесот. Постојано тече, постојано од озгоре паѓа капка по капка свеж медиум, а од оздоле капка по капка излегува стар медиум во кој се наоѓа дел од посакуваниот продукти. Во ред. Тоа е генералната идеја и сега ќе сватите што се мисли. Значи, сериската, односно batch fermentation, односно натура продукција е прилично едноставна. Така до сега ја говоревме и до крајот на видеото ќе продолжиме да говориме за континуирана продукција, односно ферментација. Сега дека можете да видите како се организирани ферментаторите, односно типови на ферментатори, каде што првиот е за таа сериска продукција, односно сериска ферментација, batch ферментор, каде што имаш еден така ферментор, се става медиум, чекаш, го празниш, повторно го полниш и така натаму и така натаму. Океј, значи тоа е една тура, се прави со него. Додека наредниве 3 се ферментатори кои се користат за континуирана продукција. Во ред, значи имаш CSTF, Continuously Stirred Tank Fermenter Train. Океј, значи постојано мешан танкер ферментаторски воз. Така, значи, гледаш организирани се ферментаторите еден по друг и од едниот иде во другиот, од едниот иде во другиот и на крај излегува. Во ред, и никогаш не се празна. Значи, тука постојано се додава супстрат во сите, али на крај го добиваш продуктот само од едно место. И постојано тече така процесот. Во ред, можеш да имаш тубуларен, каде што сега е направено од доле, например горе на сликата го нацртав од горе дека паѓа свежиот медиум, односно субстрат, но и вака нека биде. Значи постојано влегува нов субстрат, односно свеж медиум, и постојано излегува стар медиум, односно медиум во кој се наоѓа продуктот. Океј, значи проточно е. Така. И имаш fluidized bed fermentor, каде што е сличен како тубуларниот, само што има и биомост. Тоа е како нешто што се користи за да не ни заминат организмите, бидејќи кај тубуларниот се си тече во тој правец и микроорганизмите може да искочат од другиот крај. Така што ќе ги изгубиш. Ако ги изгубиш, ништо, претураш само медиум. Така што ти сакаш микроорганизмите да останат тука. За да ги задржиш таму, се става нешто што се нарекува бионосач, кој што ќе ги задржи, замислете си како мрежа, значи тука ги задржува микроорганизмите да не искочат од другата страна, така што постојано тука седат и да го конвертираат целиот нов субстрат.
Океј, значи тоа е главната идеја. И сега ќе продолжиме да збориме за континуирана продукција, односно ферментација. Поред, пред да објасниме континуирана продукција, односно ферментација, да разгледаме некои работи од општа микробиологија. Да видиме како се одвива растот на микроорганизми. Да речеме дека ова овдека доле е еден ферментатор кој што содржи одредено количество медиум. Океј, значи има одредено количество медиум, ако тука ќе го наполниме, и имаме некои микроорганизми овие со жолтава боја. Кога ќе ги ставиме, тие на почеток не почнуваат да се делат. Океј, значи седат со одреден број прилично долго време и тоа се нарекува лаг фаза. Океј, значи они се навикнуваат на средината. Ево дека да го потенцирам ато, значи лаг фаза. Значи се навикнуваат на средината. Во ред, значи активираат одредени ензими, активираат одредени метаболички патишта, зголемуваат експресија на некои гени и така натаму. Од кога ќе се навикнат на средината, почнуваат да се делат експоненцијално. Во ред, значи лог фаза, експоненцијален раст. Во ред, но тој експоненцијален раст троши многу ресурси, бидејќи сега многу ќе се зголеми бројот на микроорганизми, така за толку да растат и општо живеат, мора да користат многу од ресурсите, а имаме ограничени ресурси, така, значи медиумов не е бесконечен. Поради тоа, со тек на време они ќе го потрошат голем дел од медиумот и веќе нема доволно храна, така, и нема доволно други нутриенти, за да може да се одржува тој експоненцијален раст и ќе навлезе во стационарна фаза. Во ред каде што има некои клетки се делат, али генерално не се променува бројот. Значи колку што умираат, толку и се создаваат, нема некоја голема промена. Но повторно и во стационарна фаза продолжува да се троши медиумот. Океј, значи стационарна. Сега, од кога ќе се потроши веќе до крај медиумот, веќе нема ништо што да ги одржува во живот и ќе почне да умираат и имаме фаза на изумирање. Океј, значи смрт. И тоа е генерално како се одвива растот и развојот на микроорганизми. Сега, сите овие фази, или пак генерално до стационарната фаза, се одвиваат во batch ферментација, така, значи серијска ферментација, или пак можеме да ја наречеме, преска не ја нареков така, дисконтинуирана. Во ред, значи таа серијската што беше, таа е дисконтинуирана. Правиш една тура, па после уште една тура и така натаму. И генерално микроорганизмите стигаат до крајот на оваа стационарна фаза и се прекинува процесот, се празни ферментаторот, океј, и после пак се полни и се од почеток почнува. Во ред, додека кај континуираната ферментација, микроорганизмите пробуваме да ги одржиме секогаш во лог фаза. Значи они секогаш ќе се наоѓаат во лог фазата. Сега, зошто е ова добро? Ако изведуваме дисконтинуирана, односно batch, така, во тој случај, како што напоменавме, после секоја тура ти треба да го празниш ферментаторот, треба да го чистиш, треба да го стерилизираш, па пак да го полниш со нов медиум и да го затвориш и при тоа нели се да пазиш на стерилност и сите тие работи. И овој процес исто така не може да се автоматизира. Мора луѓе да го работат, нормално со помош на машини, али потребно е да ангажираш повеќе луѓе. Во ред, додека кај континуираната ги немаме тие проблеми. Значи, еднаш само го полниш ферментаторот и понатаму само постојано го полниш и празниш. Така, значи, нема никогаш да целиот треба да го празниш, па миеш, да чистиш, па пак да го полниш и да затвараш. И многу е поедноставно. Во ред, исто така, овој процес може да се автоматизира. Значи, не мора ти да ангажираш толку луѓе да земат да го празнат, чистат ферментаторот цело време, него ќе си има компјутер кој постојано ќе си додава медиум и ќе вади медиум. Во ред, исто така, при batch ферментацијата, реков дека нели стига до тука процесот, али секогаш почнува од почеток. Така, значи при batch ферментација, односно сериската, секогаш треба да ставиш нова култура секој пат, така кога го полниш, и таа култура секој пат треба да помине низ овој лаг период, кој одзема време, бидејќи ништо не се случува, едноставно само се навикнува. Океј, значи губиш време, навикнувајќи ја културата секој пат кога правиш една тура. Океј, тука тоа е многу губење на време. Додека во континуирана, само првиот пат чекаш лаг, така, а понатаму цело време го одржуваш во лог. Сега некој ќе рече,
чека малце, не може континуираната да одржуваме цело време у лог, како ќе одржуваш, па ќе се умножат тие микроорганизмите, нема место. Така, но не забравајте дека постојано истекува медиум. Океј, значи постојано истекува. И кога истекува медиум, излегуваат и микроорганизми. Така што да речеме дека при една минута се создаваат 10 бактерии. Така внатре во садот, тоа значи дека во секоја минута треба да искачаат 10 бактерии. Вред, така што бројот на микроорганизми внатре во садот секогаш ќе остане исти. Иако они се постојано во делба, така значи како што реков, они постојано ќе бидат во лог фаза. Но бројот повторно ќе остане исти, бидејќи ние постојано ќе вадиме од таму. Значи они си се делат постојано, да, се умножуваат, али ти постојано вадиш од нив. Океј, значи постојано вадиш, така што они секогаш ќе растат експоненцијално, не треба постојано да ги навикнуваш, и тоа е многу попродуктивно. Сега, оваа континуиранава ферментација генерално денеска се користи например за производство на пиво, оцет, различни хранливи продукти, значи храна, за прочистување на отпадни води и така натаму. Се користи за многу други постапки, но генерално каде што ни е потребен микроорганизмот да е во лог фаза. Некогаш, особено за некои по-класични така ферментации, потребна е и стационарна фаза. Зошто? Бидејќи при стационарната фаза бактериите или кој да е микроорганизам го менува метаболизмот така што може би продуцира некои молекули кои ни се од интерес. Така што за некои ферментации потребна ни е стационарната фаза, односно мораме да правиме беч ферментација, односно сериска. Значи не дека континуираната е секогаш подобра. Океј, некогаш ни е потребна стационарна фаза, така што треба да се прави беч ферментација. Исто така, една друга добра работа, беч, која има наспрема континуирана, е да имаме помалце мутирање на сојот. Што се мисли со тоа? Во беч ферментацијата, така секој пат додаваме нова култура. Така значи, вака идеше процесот. Јавме портокалово, стануваше плаво, па го празниме, така значи преска вака го објаснав, го празниме и повторно се враќаме и тоа беше една тура. Океј, сега, при секоја тура ти додаваш бактерии од почеток и они како што напомена веќе неколку пати треба да се навикнат. Супер. Но бактериите кои ти секогаш ги додаваш при секоја тура, ти се од сток култура. Океј, значи ги имаш на залиха и секогаш истите ги додаваш. Вред, значи они стојат замрзнати на минус 80 и ти стојат така и ти само вадиш од тоа и додаваш. Океј, значи секогаш кога започнуваш нова тура, ги користиш истите микроорганизми. Додека во континуиранава со тек на време организмите ќе мутираат. Океј, значи ти ги ставаш во една лог фаза, така ги ставаш во една лог фаза постојано, каде што они постојано се делат. Они кога се делат, секоја наредна генерација е различна од претходната. Океј, тоа не е голем проблем за кратко време, но наречаме дека континуиранава ти трае, не знам, недела дена, месец дена, тоа значи веќе се добре милиарди бактерии. Тие сега кои ги имаш се разликуваат од тие кои си ги ставил пред 2 недели. Океј, значи во рокот од тие 2 недели тебе веќе ти мутирале бактериите да веќе не се истите. Океј, сега, што значи тоа? Ако не ти се истите бактерии после 2 недели, тоа значи дека продуктот кој го добиваш не ти е истиот. Значи веќе продуктот кој го добиваш може да има нарушен квалитет. Односно нема да имаш постојаност во квалитетот. Така што континуиранава треба да се користи кога користиме микроорганизми кои се генетски постабилни. Океј, значи не можеш да ставиш микроорганизам кој постојано мутира, а го држиш ти у лог фаза да он се дели кон нездрав, така што многу брзо ќе ти мутира и веќе нема да биде истиот. Океј, затоа континуираната тоа е еден проблем кај нејзе. Може да ти мутира микроорганизмот и веќе немаш исти квалитет. Додека кај сериската беч ферментација, така, односно продукција,
натури каде што правиш, секогаш истата култура ја ставаш, така што секогаш го имаш истиот квалитет. Значи двата начина продукција, односно ферментација, имаат и плусови и минуси. Ако е за некое масовно производство на некој продукт каде што е потребна лог фаза, така тоа што се користи континуирана. Ако е за продукција на некои одредени молекули, се користи стационарно. Во ред, ако сакаме да го држиме квалитетот, во тој случај секогаш користиме беч. И за крај, кога да спомнеме дека постојат повеќе организации, односно како може да се одвива континуирана продукција, односно ферментација, ево дека на сликата гледате како може да се организира, значи може да биде само еден ферментатор каде што се внесува супстрат и истовремено излегува, така како што зборев. Може да биде со фидбек јамка, така значи може да биде така што постојано влегува и се прелива во друг, али постојано е во истиот супстрат, така, значи постојано се прелива, а дел се враќа назад, окей, со цел да се задржат одредени микроорганизми. Исто така може да се прави така што во секој сад ќе се додава нов супстрат, така што може да биде истиот или друг супстрат. Океј, значи со промена на супстратот ти можеш да ги натераш микроорганизмите да прават друг продукт. Океј, зашто зависно од супстратот они го менуваат метаболизмот за правење на продукти, така што во еден сад може да прават продукт А, па кога ќе преминат во другиот сад да почнат да прават продукт Б, па во третиот сад продукт С. Океј, истиот микроорганизам е, али се наоѓа во различен медиум, така што прави други продукти. Океј, значи може и тоа да се направи. И може повторно така со фидбек механизми, така што ќе се враќа дел од медиумот и дел од микроорганизмите назад ќе се враќа, нема се да се исфрла, може да се филтрира на одреден начин, така што само нешто се задржува и така натаму. Ево дека десно имаме пак некоја поделба, значи не правите паралели овдека, иначе ќе се избуните, например, ова со ова. Не, значи не правите паралели, него само можете да си го прочитате текстот, какви видови на континуирани ферментации имаме, еднофазна, двофазна, единочно или повеќе кратно рециклирање и така натаму. Нормално постојат денеска и помодерни системи, има некои airlift системи, ферментатори и така натаму. Значи, ова е генералната идеја која треба да имате за ферментатори. Океј, значи што се, како може да бидат организирани, што е битно кај нив и така натаму. Океј, тоа беше се за ова видео, се надам дека научивте нешто ново и ќе се видиме во наредното видео. Довидување.